Штипи при градските населби во моментот се наоѓаат во голема градежна офанзива. Во делот на патната инфраструктура веќе се завршени околу 50 проекти, меѓу кои еден од нив е и проектот за горна железничка. Пред 20 години доктор Виташев, како тогашен градоначалник од ВМРО ДПМН, има направено дел од улиците во оваа населба. После 20 години, еве сега, оваа власт, повторно на ВМРО ДПМН, направи некаде 1,5 километар улици во населба Железничка. Ние на граѓаните не им ветуваме празни ветувања. Напротив, ние ги решаваме нивните проблеми, секојдневни големи проблеми, и тоа на начин кој тие тоа го бараат. Така да мислам дека оваа населба генерално е покриена со инфраструктурни објекти, остануваат уште некои ситни работи кои треба да ги направиме, а тоа е некаде околу уште 300 метра неасфалтирани нови улици, каде имаме нови објекти дигнати во делот на селбата и во нестариот дел од оваа населба, каде има една улица некаде од 100 метра која на некој начин сме ја заборавиле. Улиците за нас, жителите од оваа населба, значат живот, велат тие, но бараат да им се решат и други проблеми. Улиците значат живот за населението. Тука што живее, сите се благодарни што се постави баре овај заокружен пат. На многу луѓе олесна, меѓутоа малку изгрешија си у грешењето, да си кажам поштено, што дозволија така. А после 20 години во оставање, многу убаво е и нека продолжат. Само те имам уште една замерка. Дали некој ќе се стават улици и броеви да знаеме дека сме жители тука и да можеме да се извадиме документи дека сме тука. Јас веќе конкретно за мене кажувам, данок плаќам дупло, преведејќи не сум жител на оваа населба. Водат ме како дека не живеам тука. Па за оваа населба, овие улици потребно и беше да се направат. И имаше една-две приоритетни и тие мора да се направат. Со текот на времето очекуваме да се направат и тие. Одлуките на Советот полека се реализираат. Ние и во иднина ќе ги слушаме барањата на жителите од оваа населба, вели председателот на Советот Владко Миташев. Ветиме дека во иднина сите од ние барања што ќе бидат поднесени од страна на жителите на оваа населба, која е за нас приоритет, ќе бидат исто така позитивно разгледани од страна на Советот и реализирани и од Советот и од градоначалникот. На крајот останува да се асфалтираат околу 150 метри улици во населба Калиница, а како обврска на јавното предпријатие ИСАР му останува да ја обнови водоводната мрежа во одредени делови, како и дел од канализационата мрежа која не е направена, вели градоначалникот Захариев.